Благодарам. Премиере, се обидовте да ја релативизирате работата околу пуштањето на автопатот. Имавте доволно време. За мене ова покажува, не само за мене, туку за граѓаните, покажува неефикасност на државните институции генерално, значи на вас како влада, да се носите со одредени проблеми, ова се големи проекти. Автопатите се големи проекти. Значи требало времето кое што ви беше оставено, вие сте веќе 2 години на власт, требало да ги решите сите проблеми и недостатоци. Јас знам дека имаше проблеми околу легализацијата, ако е тоа за кај Свети Николе, за кај Кадрифаково конкретно, не знам дали на тоа мислевте. И куки се. И куки, да, и куки беа. Ги знам тие проблеми, но вие ги наследивте. И тоа се проблеми кои што се решаваат во тек. Може би на некои од другите автопатишта ќе се соочите со исти такви проблеми, со легализација на куки, на приватни куки. Јас ги знам тие проблеми, но вие, на вас беше оставено тоа да го решите. Кога говорам вас, говорам како влада, вие тоа требаше да го решите. И тука нема отстапување. Имавме анекс на договор, критикувавте дека, значи паѓаат во вода критиките во однос на тоа дека патот не бил, трасата не била погодена, не знам, клучки немало доволно и така натаму. Она што ние го говоревме дека не е така. Паѓа во вода се и останува впечатокот дека се неефикасни државните институции. Околу депонијата. Значи, мислам дека владата има обврска да направи пристапен пат до село Мечкуевци, кај што е локацијата. Проблемот е што ова што вие го говоревте сега на говорница, го говоревме и ние, односно предходниот градоначалник. Некој од граѓаните, а сегашниот градоначалник, за време на избори, за време на кампања говореше дека тоа ќе биде депонија, дека Мечкуевци ќе биде Свети Николе ќе биде, не знам, извор на ѓубре и така натаму, а сега го продолжува проектот, за кој што вие велите дека ќе се продолжи. Некои од граѓаните ова го сметаат за изборна измама. Изборна измама. И не знам дали сте запознаени дека има обиди, подписи за референдумско изјаснување. Се уште постојат дилеми. Јас знам дека тоа треба да биде фабрика за отпад. Јас знам дека таму треба да се вработуваат луѓе. Мене тоа ми е јасно. Јас знам дека се готови проектите. Знам дека е обезбедена физибилити студија, се. Но, кај граѓаните постои дилема, дали сте запознаени за тоа или не, не знам. Ќе видиме на крајот како се тоа ќе заврши. Благодарам.